Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен гостин во ТВ Ординација доктор Александар Сајковски. Добро вечер, докторе. Доктор Сајковски е специјалист педијатар. Да. Од клиничка болница Џеваде Месастина. За прв пат во ТВ Ординација, се надевам не и последен пат ке се гледаме во иднина. Па да, се надевам и јас прв пат доаѓам. Добро вечер на сите и на вашите гледачи. Така. Променливото време ни носи и вирусни и бактериски инфекции кај децата, значи актуелно е време за ваквите појави кај децата. Колку се тие чести кај децата конкретно сега во овој период од годината? Во овој период од годината е навистина многу се чести, да кажем, особено деца кои што посетуваат предшколски и школски установи. Меѓутоа тоа е нормално да во такви средини има почесто инфекции. На крајот крајава не е дека е тоа нешто толку страшно. Треба да се има во предвид дека сепак градинките се едно добро место каде што децата добро се социјализираат, добро учат, психофизичкиот развој е добар, но носат сите затворени средини, носат ризици од лесно префрлање на инфекции. Меѓутоа што би сакал да потенцирам дека доминантно најважни се вирусните инфекции, мислам најчести, пардон. И у суштина сега е период кога има доста вируси, она што би рекле народски грипови, настинки и грипови, и дека особено кај децата и кај возрастните, меѓутоа кај децата се многу почести. Она што би сакал тука посебно да апелираме вака и да размениме чисто размислување, тоа е дека не треба на сите деца да им се даваат антибиотици и не треба да бидат антибиотиците примарна линија во лекување на најголем дел од тие инфекции. Оти едноставно знаете како е, од негде на 90 и нешто посто, 92-3% од сите инфекции се вирусни по принцип. Така да ако ке мене во амбуланта денеска влезат 10 деца, ја кај 9 не би требало да напишам антибиотик. Ако на повеќе од 5-6 им пишам, значи тука има некаков проблем, конкретно ако да речеме збориме за природата на самите инфекции. Посебна група на деца се оние кои што имаат веќе малку слаб имунитет, иако сите деца во првите 6 години имаат послаб имунитет. Одбранбените сили им се послаб. Тоа е нормално. Ако го делиме тие поделбите на тој имунолошкиот систем, има еден дел од имунолошкиот систем кој го викаме ТХ1, кој што по природа е послаб кај децата и он созрева како децата растат. Меѓутоа, како он созрева, фактички и децата стануваат се посилни. Затоа, да речеме, една од старите навики е децата тргаат во школа на 7 години, најчесто, нели, на 6, односно 7 години, кога веќе имуниот систем на детето стига околу 50% од оној што е на имунолошкиот систем на возрастните. Така, го спомнавте антибиотикот на кратко. Не значи дека ако почнеме со антибиотици дека ќе го зголемиме имунитетот, дека пак ќе биде подложно детето да направи некаква инфекција. Апсолутно е така. Значи, наједноставно, знаете, антибиотикот е едно од трите најголеми откритија во медицината. Антибиотикот, анестезијата и вакцините се најголемите три откритија на медицината. Меѓутоа, ние направивме една многу, ние зборам генерално лекарите, а и исто така и народот, на голема грешка. Користењето, на масовното користење на антибиотици доведе до тоа да денес имаме светска пандемија на резистенција кон антибиотици. Значи, едноставно, бактериите се страотно отпорни на нив и давањето на антибиотици веќе нема сврха, голем дел од антибиотици нема сврха во лечење на одредени болести, а особено никаква во лекување на вирусните инфекции. Таму тие едноставно и не делуваат. Инаку антибиотиците доаѓаат од старите зборови антибиос, против живот. Значи, они фактички се одличен лек кој што не користи за лечење на чисти, јасни бактериски инфекции. И затоа е потребно, кога имаме некое дете или возрастен човек, ама пред се дете, да имаме јасна дистинкција дали се работи за вирус или се работи за бактерија. Ако се работи за бактериска инфекција, тука несомнено треба да се даваат антибиотиците. Меѓутоа, и кај нас во Македонија, како и во голем број на земји во Европа, за жал доста се лесно достапни антибиотиците и многу често се користат. И во основа, тоа е пак, речеме, некако и во педијатријата може би алиби терапија за лекување на некои инфекции, а во суштина не им правиме ништо добро на нашите деца. Кога е јасно, например, имате грип, наједноставно вака кажано грипот е инфлуенца А или инфлуенца Б, или може, нели, класичен вирус, не џабе ни е давањето на антибиотик таму се даваат сосема други лекови,
односно сосема други помошни лековити средства, или она што ние треба да го направиме, тоа е да го подигнеме имунобиолошкиот систем на детето да не добива инфекции. Како пример, ќе кажеме, да речеме некој така, може би убав збор што викаат паметни земји, например, скандинавските земји, например, дошле до сознание дека ако даваат превентивно, значи заштитно, кај децата кои што одат во градинка, например, редовно ако даваат пробиотици, значи, ама и тие пробиотици, има пробиотици и пробиотици, значи една група на пробиотици, се намалуваат инфекциите кај тие деца во градинките за повеќе од 60%. Меѓутоа, ако давате пробиотик и така наречен имуномодулатор, така ги викаме таа група на лекови и помошни лековити средства, тогаш се намалува степенот на инфекции за повеќе од 90 до 92%, например, се намалува потребата од давање на антибиотици. Што ќе рече у превод, ако едно дете имало у годината 10 инфекции, Така. оно сега ќе направи со нив 1 до 2 и тие лесно ќе поминат и нема да има потреба од давање на антибиотик. Така да, тоа многу често се користи во скандинавските земји, тие помошни лековити средства, значи имуномодулатори што ги викаме, таква една цела група на лекови и помошни лековити средства и фактички добиваат релативно здрава млада популација која не отсастува од градинките. Особено е тука битно, а она што ние никогаш не го калкулираме, за жал, тоа е не само што е детето болно, не само што отсастува од градинка, него тука се и дополнително проблемите кои што и семејството ги има, фамилијата, трошоците кои што општеството ги прави за нивното лекување, од типот на давање, пак сега ќе спомнам антибиотици и други лекови, и плюс трошоците кои што фактички семејството го прави не одејки на работа. Значи некој од родителите ќе остане дома, зима боледување. Така да, ако го ставите тој фармакоекономски дел на лекување на тие деца, многу е подобро и поисплатливо и поефикасно да го стимулираме нивниот имунитет, отколку да само ги лекуваме со антибиотици. Колку кај нас се прифаќаат? Па добро, кај нас се прифаќаат, меѓутоа за жал релативно споро оди, ајде да кажем некако така. Мислам, во нашите градинки тоа не се користи рутински. Ова што ви кажувам во скандинавските земји, тоа е нешто што државата го има воведено, значи, да кажем, за сите деца. Кај нас, например, особено кај нас во нашата болница, во клиничката болница Аџи-Бадем Систина, ние ги стимулираме нашите родители, им кажуваме, им објаснуваме дека со правилна употреба на сите можни имуномодулатори ќе се намалат степенот на инфекциите. И навистина е така. Ние дури правевме и некои анализи, лабораториски изборам, студија една цела правевме и дојдовме до некои заклучоци дека давањето на поедини од тие имуномодулатори за повеќе од 90% ги намалува самите инфекции. На тој начин децата се поздрави и кога доаѓаат на прегледи, доаѓаат за банални работи отколку што се, да речеме, тие инфекции, температури и така натаму. Така, колку самите родители може да направат првична проценка дали станува за некаква вирусна или пак бактериска? Симптомите можат ли да ни откријат разликата? Симптомите генерално можат да откријат. Апсолутно генерално може да откријат, значи тоа се повеќе, нели, оние инфекции каде што имаат бистра секреција од нос, лесна кашлица, умерено покачување на температура, нели? Меѓутоа сепак крајно треба да го види, ако е дете треба да го види педијатар, нели? И да потврди, ако треба и да направи лабораторија и да потврди дали се работи за некоја бактериска или вирусна инфекција. Меѓутоа ја ќе се надоврзам на ова што го споменав преска, например, вие имате што е многу интересно, ние можеме да користиме и во лекувањето на вирусните инфекции одредени лекови, односно помошни лековити средства, кои што исто така многу ефикасно помагаат према самите вируси. И исто така истите тие да се даваат во превенција, односно во заштита од самите инфекции. Например, има една субстанца, односно се вика инозин. Значи, инозинот е еден дел кој што и ние го содржиме во телото, тој е меѓупродукт на метаболизмот на одредени аминокиселини во телото
И тој инозин, например, има своја особина да го подига нивото на антителата, особено има едно антитело што се вика ИГГ и има едни интерлеукини, сега да не ве замарам со тој дел, значи го покачуваат дел од тие интерлеукини и директно, значи фактички го стимулираат организмот да се бори против вирусната инфекција. Или, например, имате еден од изузетно ефикасните методи на лекување и превенција е користење на, ние ги викаме во медицината така наречени биофлавоноиди. Биофлавоноидите ви се најсилните природни, да кажем, антимикроорганизми ефекти имаат, значи антибактериски, антивирусен и антигливичен, да кажем. Тие биофлавоноидите, например, делуваат на повеќе од 800 бактерии. Као пример, сега ќе ви кажам. Они делуваат многу интересно, они делуваат директно, значи ќе се закачат на бактеријата и во моментот ја уништуваат, ја убиваат и организмот, на самата бактерија, да кажеме, нема време да развива резистенција, да ја препознава и да прави информации за да се брани утре од нив, како што прави према антибиотиците резистенција. А биофлавоноидите ние делумно ги внесуваме со храната, релативно е мала количината што ја внесуваме, а биофлавоноидите ја имате, например, во сосема природни производи, како што ви е, например, маслото од семка од грејпфрут. Значи, маслото од семка од грејпфрут делува антивирусно и антибактериски, изузетно, делува и антимикотично исто. Значи, делува против микроорганизмите, баш заради неговото својство да фактички делува ги уништува директно микроорганизмите. Во некои анализи кои што се правени во Европа, например, и кои што се правени, например, и кај нас, ќе видите дека, например, деца кои што примале комбинација на инозин и биофлавоноиди, значи тоа маслото од семка од грејпфрут заедно со инозинот, например, за нешто повеќе, 92,5% фактички немаат инфекции понатаму во нивниот натамошен период, кога се дава превентивно. А ако се појави, да речеме, некоја инфекција, они може да се дадат и исто така терапеутски. И сега, тоа е нешто што навистина би требало ние да го, да кажам, ај така, осознаеме, видиме, иако тоа се лекови и помошни лековите средства кои што се стари, познати се повеќе од 25 години. Меѓутоа, во основа треба да им помогнеме на нашите деца на тој начин, а тогаш кога ќе има потреба да го дадеме антибиотикот и на вистина да делува. Нели? Така, не стануваат овие имуни на Па не, со долго применување? Не, фактички нели може да станат, не може да станат имуни, затоа што инозинот е фактички, да кажем, лек кој што го стимулира нашиот имунолошки систем, кој директно па после он ги убива самите вируси или бактерии. А од друга страна биофлавоноидите и стеролите кои што се од маслото од грејпфрутот, они пак од своја страна директно ги убиваат, меѓутоа нивниот ефект е толку брз, толку промтен, што едноставно вие немаат време да микроорганизмите да развијат резистенција. Така, само сакав да ве прашам кој е вашиот коментар. Понекогаш знаеме да кажеме, нели, да го оставиме детето само да се избори и да стекне имунолошки систем, да, но меѓутоа има веќе некакви безброј климатски промени. Има други временски услови, за разлика, да кажеме, од едно 10 на 15 години. Колку самото дете може да направи здрав имунолошки систем? Значи, ние влијаеме, родителите, да кажем, нели, и семејството, директно влие не само во формирање на карактерот на детето, и тој се формира во првите 5 години, меѓутоа влијаеме многу и на начинот на неговиот имунолошки систем. Мора да бидеме искрени да кажеме дека навистина има промени, биоклиматски промени постојат. Јас како дете се сеќавам дека овој период секогаш имало снегови, значи овде сега например е температурата над 10 степени, што е невозможно за овој период на годината. Тоа овозможува да бујаат микроорганизмите, особено вирусите. Сакам само да додадам дека на тоа плюс кога ќе го додадете аерозагадувањето, значи тоа е проблем што е навистина голем не само за Македонија и за други земји. И мислам дека треба тука да се усредосреди целата, нели, енергија наша. Меѓутоа, ако едно дете имаме правилен приод во начинот на неговата исхрана,
во начинот на неговиот живот. Кога ќе кажеме правилен приод, тоа подразбира да исхраната биде балансирана, квалитетна, без многу користење на пестициди, органофосфати и такви соединенија кои што за жал се користат во земјоделието, да кажем, па и во другиот дел и во сточарството што се користат, тогаш би можеле да очекуваме да имаме поздрави деца. Во оваа ситуација сега едноставно она што ни преостанува тоа е да ние ги навиките на децата поставиме да бидат поздрави, особено за начинот на исхраната и евентуално да им помогнеме со овие помошни средства да нивниот имунитет се зајакне. Зборуваме за имунолошкиот систем кај децата, но да кажеме нешто и за новороденчината, бидејќи има честа е сликата, да кажеме, каде што се примаат антибиотици и се препишуваат токму на бебињата. Да, добро, новороденчињата се веќе навистина, морам да бидам искрен да кажем, посебна приказна, да кажем така. Значи, тоа е една категорија на деца каде што целата таа неонатологија дури станува дел од педиатријата, посебен дел, да кажеме, и посебно важат, посебни се протоколи за лекување кај новородени деца, посебни се кај поголеми деца. Кај новородените давањето на антибиотици е исто така многу ригорозно, многу тешко. Уствари, давањето на било кој медикамент е изузетно тешко, затоа што, знаете, незрели се системите кај нив и целиот метаболизам, јетрената функција, бубрежна функција, особено ако е тоа предвремено родено дете, и во таков случај треба екстремно внимателно да се користи било кој медикамент. Таму, во таа категорија на деца, кога сме сигурни дека се работи за бактериска инфекција, тогаш веќе тепањето, што би рекле, со антибиотици е бескрупулозно, затоа што влошувањето може да биде за многу краток рок. Значи, малите бебиња, односно новородените деца и прематурчињата немаат резерви никакви и ке нив лесно може да дојде до фатални инфекции кои што може да бидат многу критични. И повторувачки сакате да кажете? Па може да бидат, да, особено ако знаете како бебето се раѓа, новороденото дете се раѓа стерилно од матката на мајката, меѓутоа се колонизира целото со бактерии, со вируси и со разни микроорганизми и кожата е многу нежна, така да има многу места низ кои може да продре инфекцијата, да не биде само на кожата, да речеме, и да продре во телото и да направи и до најтешки форми на инфекција. Така се повторуваат, колку се повторуваат често инфекциите кај децата? Колку често? Инфекциите кај децата се почести, има една група на деца кои што имаат и така, значи, нарушен имунитет, уште понарушен имунитет, послаби, да кажем, имунитет, кај нив се нормално почести, кај деца кај кои што имунитетот е релативно добар, може да имаат право да направат 3-4 инфекции во тек на годината, значи да направат настинки грипови, нели, па некогаш и воспаление на грло или лесно воспаление на нос или уво, меѓутоа тие не смеат да бидат чести. Кога веќе зачестуваат кај едно дете, тоа е аларм да се направи преглед комплетен, да се види дали лежи и тлее некоја бактерија или во самата средина каде што живее може да дојде до лесен пренос на инфекции и во таков случај, ако постои нарушување на имунитет, да се дадат овие имуностимулатори што преска, односно имуномодулатори што преска ги спомнувавме. Така. Факт е дека училиштата ни се и градинките ни се најголемите стимулатори или пак можеби најплодните површини каде што ни се шират бактерии, инфекции и така натаму. Колку вашата пракса сигурно зборува, колку нашето општество може да подпре на еден начин на исхрана на децата, на еден начин на, бидејќи децата ни се подселени на училиште и на градинка, да се вметне некаде во општественото живење, тој начин, здрав начин на живење. Па макар и по една јаболка давале. Да, добро, ова е веројатно едно од најактуелните прашања, веројатно во цел свет, не е само кај нас. Навиките, видите, ние имаме еден, морам да бидам искрен, технички проблем. Луѓето во трката за плата не можат да седат цело време со своите деца дома, па дури често се случува да ги пуштат болни, значи и грипосани и болни и во градинка и во школа.
на таков начин лесно доаѓа до трансфер на инфекциите меѓу децата. Меѓутоа, тоа не значи дека ние треба да бидеме со негативен став према школото и градинката. Баш напротив, градинките се едно на вистина преубаво место каде што децата се социјализираат. Дури деца кои што не одат у градинка, а тргнат директно у школо, потешко се снаоѓаат во школото. Меѓутоа, јас, например, сметам лично дека некои, да кажам, едукативни програми мора да се направат за тоа да на децата им се приде повеќе, да им се објасни зошто, што ја викаат на junk food, не е добра, зошто треба да се внесува храна која што е чиста, без пестициди, значи нели према возраста на детето, нели тоа да се објасни, и дека ние треба да имаме, Македонија има шанса по принцип да биде и производител на органска храна и на биохрана, меѓутоа мора да бидеме спремни дека количината на производство на таква храна секако е помало во однос на тоа ако користите многу разноразни пестициди, нели и други средства кои што стимулираат раст на зеленчук. Меѓутоа ние мораме да направиме напор да децата ги едуцираме на време, што треба и како треба и зошто у принцип треба, зошто треба да се јаде што почиста храна, што викате почисто јаболко. Ја би бил најсреќен како педијатар, например, ја би бил најсреќен кога нашата влада, да кажам, односно естаблишментот владин, ќе рече дека ќе помогне во смисол на тоа да на тие деца им се дадат некои од тие имуномодулатори и на тој начин ќе се намали потрошувачката на лекови кои што ќе идат за лекување од кога ќе се разболат. Едноставно кажано, например, пробиотиците, знаете како, пробиотиците вие ги имате секаде во природата. Например, ги имате јогуртот. Битно е да имаме даден добар квалитетен јогурт кој што содржи добар пробиотик, кој што може да го стимулира имунитетот. Не било кој, да кажем. Истото важи, например, ако го дадете пробиотикот кај секој дете во градинка или во школа, тоа не е некој финансиски издаток голем, да кажам, ај сега на товар на општеството, да кажам, контра ефектот што ќе го имате кога ќе се намали бројот на инфекции кај тие деца. Така да, ако ние ги стимулираме нашиот естаблишмент да со давање на некои од тие помошни лековити средства, као што е пробиотик, као што е тоа маслото од грепто што го спомнавме преска или линозинот, или некоја комбинација од нив, го подигнеме имунобиолошкиот систем на децата, они нема да прават инфекции. Меѓутоа и родителите нема да прават трошоци за себе, одење по амбуланти, по доктори, а од друга страна и државата нема да троши многу пари на лекови, на помошни лековити средства. Така. И на самиот крај, статистички гледано, колку Македонија има здрави поколенија, здрави деца? Па добро, Македонија е држава во која што рака на срце ние имаме некаде 22.000 раѓања годишно. Во Македонија, за жал, се уште е висока смртноста на новороденчињата и доенчињата, за жал се уште над смртноста во многу земји во Европа, значи ние мора да работиме на тој план, но она што секако мора многу да влијаеме, тоа е на стварање на здравите навики уште во предшколска возраст кај децата. Значи, кога збориме здрави навики за исхрана, релативно здрави навики за живот. Едно од тие е, што не ја споменав преска, и бавење со спорт, и престојување во надворешни услови, нели, и бавење што повеќе со спорт, затоа што секоја спортска активност носи сепак поздраво тело во основа кај секој дете. Ако успееме и тоа да го избуткаме, ја мислам дека има шанси да имаме здраво поколение. Има. Доктор, јас ви благодарам на вашето гостување во ТВ Ординација. Се надевам дека нема да биде и последно. Ке имаме што да зборуваме и понатаму за нашите најмили, односно за децата, вие како педијатар. Се гледаме во некој наредно издание. Ви благодарам. Фала ви многу.